се претварам од бурек у човек и од човек у бурек, онака трансформерски. Бурекот се претвара у Јанко. Добро вечер, почитувани гледачи. Ако нешто ви асоцира овие 2-3 збора, малку на шега кажани, но за сериозна, но сепак забавна работа. FX3X. Тука е Кристијан Даниловски, човекот кој е најодговорен можеби за најголемиот интернационален успех на Македонија. Добро вечер, добре дојде по кој знае кој пат во Јади Бурек. Добро вечер и благодарам на поканата. Ако паметам добро, и твоето прво појавување како компанија и представување беше токму во мојата емисија на времето. Да, имаше уште од поодамна. Да. Баш ми е мило. Прво, искрени честитки за сите успеси што ги постигнавте до сега. Да им објаснам само на гледачите сосема на кратко. FX3X е компанија македонска, значи овдека работи, која работи за Холивуд, поточно работи за специјални ефекти за најголемите светски филмски хитови. Кога се видовме последниот пат, имаше крик и апел, барам луѓе, ми требаат луѓе за работа и така натаму. Како е сега FX3X, како сте поставени, како сте конфигурирани? Мислам дека сега сме двојно поголеми од тогаш, така да помогна тој апел во твојата емисија, така благодарни сме и за тоа. Тоа беше пред 3-4 години, тогаш дуплиравте, останаат тие луѓе? Прилика беше, значи останаат тие луѓе, зголемивме уште толку, така што сега сме, мислам, според последно околу 120 луѓе. Се надеваме дека ќе пораснеме до крај на годината, таргет ни е некој 150, како очигледно добро ни да чим се зголемуваме. Браво, браво. Така што, така. Еве сосема за кратко сепак и ја направив трансфер на оваа публика, имаме FX3X. Од кога постои, како ја почнавте таа приказна? Ја не сум почнав. Значи, FX3X е основана во 1997 година, тоа се сега веќе колку му доаѓа 16-та година. Ја започнав. Не број, немој да броиш, боли. Да, одамна беше. И тоа основавме двајца луѓе, тогаш започнавме прво со реклами, локално работевме, фино ни идеше, значи у рок од неколку години веќе бевме број еден компанија и работевме, веќе имавме 15 на луѓе, речиси најголемиот дел од пазарот го држевме тука локално. Меѓутоа едноставно во тој момент некаде 2002 мислам дека беше, видовме дека толку е економијата силна во Македонија, нашите амбиции беа многу големи и решивме ајде сега да се пробаме, кај што од секогаш сонувавме дека ќе треба да одиме и тогаш така и беше одлучено јас и Мишко како главните основачи и уште неколку. Што направивте? Баравте во Yellow Pages бројот на Лукас? Како изгледаше тоа? Не беше баш така, значи беше малце подолга таа патека, значи реков, од 2002 решивме, во 2003 за прв пат веќе отидовме до да направиме еден market cross section, значи пресек на пазарот, кој што нас не беше целен пазар, значи тоа беа Холивуд или американските ТВ серии. Значи 2 недели состаноци таму, понатам, после тоа имавме среќа со тогаш. Што викаш состаноци, што значи тоа? Се сретнуваш со луѓе представници на тие компании? Да. Им ги нудиш своите Па повеќе беше не беше директен sales pitch, не беше директно продажба тоа. Значи едноставно разговаравме што би било кога би било. Се уште не беше нешто навлезен аутсорсингот кај нив. Така. Значи се уште све беше централизирано, се работеше локално. Така што ние бевме на некој начин и новитет и беше тоа и до некој степен и отежнуваше самиот пристап, меѓутоа ете успеавме да направиме отприлика да видиме каде ние би требало да започнеме да работиме. После тоа имавме среќа да имаме консултанти од USA, до моментот имаше подршка за предприемаштво. Ние побаравме консултанти, после едно 10 CV-а отфрлени, се погоди еден кој што беше одличен, потоа уште еден и консултанти од Соединетите американски држави, значи од Лос Анџелес и Сан Франциско луѓе кои што веќе таму веќе се профилиравте
и како да работите и како да настапувате како компанија. Да. Значи, на страна тоа што вие го работите, се занимавате со креирање, генерирање специјални ефекти, туку вие и како компанија Да, апсолутно. ги абсорбиравте, значи, ако те разбирам добро, модерните начини на пристапи, на работа, на комуникација, на деловни односи. А тоа беше единствен начин за да се излезе Учевте на терен. на таков пазар. Значи, бевме спремни да учиме и да смениме се и реално и требаше се да смениме од корен. Значи, буквално завршивте факултет. Да, и буквално наново нова компанија отворивме, што се вика, бидејќи сето тоа се смени сите и релации, односи, и пазар, и нели и структура цела внатре, и технолошка, и кадровска мораше да се обнови, да се зголеми и така И натаму. сето тоа вие двајца, ти и Мишко го правите. Па ние бевме главните нели носители на тоа. Имаше уште неколку од тогашните што беа главни артисти кај нас, ги направивме јуниор партнери во компанијата, така што направивме така поголема групација и поотцврста на тој начин. И потоа започна, како се вика, нашата голема авантура, настап на холивудскиот пазар. Цената на авиобилетот е цена на авиобилет. Беа ли потребни огромни суми на пари за оваа еволуција? Значи, авиобилетите беа и најмалите пари. Реално, кога вие правите трансформација на компанијата, целосна, тоа значи дека во тој период компанијата реално не заработува. Тука едноставно само се трошат заработените претходно пари. Веќе имавте и вработени И сето тоа беше многу скапо искуство, меѓутоа вредеше, се исплатеше, беше огромен ризик, значи на се или ништо беше во тој Колку момент. беше тој од додека дојде првата нарачка? Па, значи, ние, да речеме, започнавме трансформација некаде во јануари, а на авиатичарот, кој што беше првиот наш голем успех, почнавме да работиме некаде во, мислам дека беше август, така нешто. 2004 година. 2004 година. Авиатичарот беше 2004 година. Да. Ке се убијам, мајко моја. Како не тоа? Ништо. Фантастична работа. Од 2004 наваму вашето CV, ако се погледне, делува навистина спектакуларно. Јас си го оставив маусот, а реков ќе го земам маусот за да можам да прикажам на овакво. Не, нема да станувам, само ќе претрчам да го земам. Тоше, имаш компјутерот мој. Еве вашата страна и ова е вашето најспектакуларно CV. Ова нешто може да се сонува. Сепак, на некој начин, вие сте работите. Па и ние сонувавме за наново да работиме, мислам, реално тоа беше тоа. Не го живеете гламурот на Холивуд, но Не, сепак не. сатисфакцијата е голема. Па, тоа сакавме да го работиме, тоа го работиме. Значи, реално го добивме тоа што го баравме. Дали е добро или лошо, ние си знаеме. Меѓутоа, да, се работи, на сите овие филмови работевме, имавме и признанија на таа серија The Path to 9/11, патот до 11 септември веќе бев номиниран и лично за наградата Еми, нели, во име на целата екипа од FX3X за најдобри визуални ефекти за таа серија во 2007 година. На страна, некои повеќето од овие, доста од овие филмови имаат добиено и Оскари за специјални ефекти, што на некој начин и Оскар, иако не работевте само вие, тоа работат екипи. Потврда за квалитетот, мислам. Но, Реално да. тие се најдобрите ефекти во таа година. Но Еми, баш како FX3X Да, Кристијан Даниловски номинирани за... од FX3X, да. Екселент. Така што тоа беше... Честитки. Но добро, тоа беше 2007, фала. Зошто да не? Не, добро, јас сум го изумил тие работи, добро што ме подсетуват. Ако не се лажам, покрај ова, па ќе се вратиме на она што е најинтересното филмовите и вашиот ангажман околу тоа. Мене ме интересира и овој, како да кажам сега, ја многу не ја познавам таа област, но многу ме фасцинира. Тоа предприемачкиот дух и бизнис, развојот на бизнисот, бидејќи сте жив пример како би требало една компанија да се развива, да креативни решенија да наоѓате на пат. Вие бевте прогласени и за
Европа како предприемач на годината за Европа компанија. За Југоисточна Европа беше, да. Како беше точниот наслов на наградата? Беше европски шампион на предприемаштвото, тоа беше минатата година. Нели од Македонија ние бевме номинирани и прифатени од таа европска организација како представник. Да, мислам, реално за да се опстане на светски пазар мора да се работи по најнова мода, што се вика, значи се следат сите трендови и некогаш ако може и да се предвидуваат што би било кога би било сценарија, бидејќи е сериозно, како да кажам, се најбие тежок збор, опасен пазар, значи во секој момент има десетици компании кои што атакуваат на вашето место. Значи збориме за тоа е најголемиот пазар за филм, се уште е Холивуд, се уште има највеќе филмови и најголемите пари у продукцијата се вртат таму. Има една добра страна, таа е дека реално се цени квалитет и цена точка и тука е главниот фокус. Меѓутоа, опасниот дел е, нели, таму е бришан простор и сите се борат за тој ограничен број на филмови. Сега за сега да чупнам во дрво се оди како што треба. Уште малку околу тоа. Гледам дека значи нема опуштање, едноставно развојот на бизнисот и креативноста како да се позиционирате на пазарот една постојана работа. Да. Ми се чини дека, знаеш, дека повеќе сте креативни, ти и вашиот партнер, мислам и вашата компанија и не знам кој да раководи, еве ја тебе те перцепирам како главен, сте најкреативни во тоа како успевате постојано да правите промени во настап, во пристап, а компанијата едноставно постојано да расте. Кризата вие не ја осетивте, ја колку знам се сретнавте за време на кризата. Да, вака се. Значи прво не се согласувам дека само јас и нели другиот генерален менеджер во FX3 сме креативните. Значи буквално креативност иде до сржта на тимот, значи до и тоа што го викаат мид менеджмент и креативна супервизија. Сите луѓе секогаш се надградуваат и наоѓаат нови модалитети како поефективно да се сработат некои проекти. Значи, онака како што сме работеле пред 3 години, сега би пропаднале, на пример. Меѓутоа тоа не е само за мене, тоа е за сите, за целата, да кажам, хиерархија кај нас. И сите луѓе се свесни за тоа и наша работа се состои од учење, да не кажам 24 часовно, на сите нивоа, значи и креативците што се и менеджментот, сите значи едноставно учат нови техники, нови пристапи, напредуваме и во знаење, и во нели уметност што би го кажале, но и во бизнис. Така што тоа е обавезно, значи за жал го немаме оној, сега можеме да го кажеме луксус што нашите родители го има, ќе ти идеш на работа у 7, се вратиш дома у 3, се одмориш малку. Нема, мислам, едноставно... Земеш плата, не прашуваш дали фирмата успешно работи, дали е тоа задолжено, дали твоето дете се раѓа со долг и така натаму. Ти имаш чиста фирма, предпоставам твоите од семејството не се задолжени, си работиш чист. Знаеш зашто? Сакам да ја слушнам вашата приказна, бидејќи сметам дека е една од најуспешните во Македонија. Вие сте компанија која не прима субвенции од државата, а развивте бизнис исклучиво од вашиот брейнсторминг, да речеме. Развивте компанија која, знаеш што ме интересира? Колку е напорно, знаеш, убаво е тоа да замислиш, ајде земи плата, чекај ќе снимаме сутјеска, еден филм у 5 години, тие гајле, ќе натепаме пари и така натаму. Оваа постојана борба, колку е тоа креативно и возбудливо, а колку е напорно да веќе човекона го заморува, не може да се снајде, станува се потешко тоа бреме. Ака само оваа работа што ја работиме, и како бизнис, и како креативна работа не е за секого. Значи, реално е возбудливо, ама е возбудливо затоа што е многу напорно.
И значи нема одмор, да, има некои периоди, после многу големи проекти и тогаш ние и екстра денови им даваме, нели, врзуваме, да речеме, католички Божич со православен. Баш тоа сакав те прашам, а што ако не се погода, што правите у тие денови? Играте Counter-Strike? Не, едноставно сите си одиме дома да се одмориме малку, затоа што пред Божиче, затоа лудило многу е напорно. Тоа во ред, али еве ви се фатило април месец. Има Quake 3, тоа е на 24-ти обично играм, 24-ти декември, тоа е традиција, многу години наназад. Така, беше и open source се. Така што тоа е нели традицијата наша новогодишна. Меѓутоа, реално гледаме да биде малце редуцирано работно време, значи збориме целосно платено, меѓутоа за да можат малку да се одмориме, за да бидеме покреативни за наследниот проект. Тоа е нормално. Меѓутоа затоа пак кога се работи 300 на сат. Уште ова ме интересира. 150 вработени, тоа е веќе фабрика. Тоа е веќе сериозна компанија. Успевате ли да ги надмирите сите оние, не знам, плаќања, редовни плати и така натаму. Доаѓате ли у ситуација да се кратат плати и дали е тоа одлука ваша или компанијата сите вработени го знаат тоа? Ме интересира колку сте конзервативни или колку сте флексибилни во сето тоа. Сега сме имале таа среќа да не мораме тоа да го правиме. Меѓу се уште сме во раст, што значи уште треба луѓе, што значи има повеќе, нели, проекти и се работи. Не можам да кажам дека никој што нема да се случи, не се знае во бизнисот, нели, кога сме. Се трудиме да антиципираме такви ситуации да не ни се случат. Значи, во секој случај, број 1 ние, нели, плаќање давачки кон држав, број 2 се вработените. И тоа е клучно. Така што гледаме да не влеземе во такви работи. Нормално дека сме флексибилни по сите основи и дури и како се вика и у самиот менеджмент не ни е строго вертикална хиерархија, туку едноставно гледаме да има што е можно поотворена комуникација. Се нормално кога има толку многу луѓе, некојаш и нема да исфункционира, ама учиме од своите грешки нормално. Така што сега не сме имале таква ситуација. Работите и многу специфична работа, каде што тајноста е императив. Императив. Значи, кога работите на проекти, предпоставувам, дури ни дома на вашите, не се осмелувате да изговорите. Не знам како ти е кога спиеш, да не забунцаш. И така натаму, предпоставувам, деца вака ти стојат над глава и те чачкаат со пердувче по носот, да им прозбориш нешто. Не, ќерка ми е многу фина за тоа, значи Кристина никош не ме прашува, знае дека кога ќе дое време ќе дознае. Меѓутоа, реално, значи тоа е основа на нашата култура, уште од почеток беше да имаме вистинска доверливост, бидејќи дел од условите да функционираме на овој пазар, и тоа многу крупен детал е, значи нема ликс, значи zero leaks policy, и тоа е апсолутно мора да биде така. Имаме среќа до сега за сите луѓе кои што влегле во нашата компанија да тоа сериозно го сватат. Нормално има и договори се, меѓутоа сепак, нели, значи сите биле многу професионални и ние затоа и го цениме тоа уште повеќе. Значи затоа и на претходното прашање одговорот беше дека ни се приоритет они. Значи таа култура постои кај нас, но не само тоа, ние бевме во неколку наврати значи скенирани од луѓе од не знам, од Lucasfilm, од Marvel, од Technicolor, од не знам уште кој беше. Провоцирани? Не, дојда во Скопје посебно за тоа, кај нас во компанија, сето тоа се скенираше, каква е физичка сигурност на податоци, сигурност, нели, на дискреција, така сите тие работи мораме да ги одржуваме, не може да се опуштиме. Предпоставувам се следат, нели, предпоставувам дека таа култура ја одржуваат и вашите вработени, дека не се осмелуваат да прокоментираат на Facebook, на Twitter. Да. Значи тоа е дури како анонимни. Затоа што се случува за некој филм не да чуеме ништо, знаеш, бидејќи може анонимно на Twitter, од анонимен акаунт, од негде када едноставно си испее што сака, тоа не се случува. Тоа збори дека успевате еден
ментален склоп на висока свест да Тоа е постигне. најдоброто. Значи не е дури не би ги користило тие не се осмелуваат. Едноставно се свесни дека тоа е негативно за сите, не е само за артистот лично, туку и за сите негови пријатели сега веќе и соработници. И свесни се зошто е тоа, мислам, и тоа и беше и мене беше од почеток чудно, нели, колку има голема нели дискреција, дури на моменти ми изгледа како параноја, меѓутоа реално ако сте вие холивудско студио и ставите 200 и кусур милиони долари во филм, или 500 милиони кој што беше во Аватар, па секоја слика нормално дека злато им вреди. Работевте во Аватар? Не, на Аватар не работевме, тоа беше за малце го промашивме тоаш. Тоа започнавме со Не, фасцинантен токму за таа тајновитост беше, обично филмови кога се снимаат, знаеме од пред 2 години од напред дека се снима и така натаму. За Аватар месец дена до пред премиерата, не се 2 месеца да речеме. Се знаеше за Аватар, значи дека се снима? во круговите да се знаеше дека се снима, меѓутоа многу малку луѓе имаа кажано. Сеќам ми на CNN прашање кога му го поставија на Камерун кој го рекол како успеавте да криете дека ваков филм, олку спектакуларен филм, дека уопште од сите нас дека уопште работите на вакво нешто. Да, добро И он нешто брљаше лево десно, не им одговори. Културата во нашата индустрија на дискрeciјата е доста солидна, така што до сега се нема случајно од студио за визуелни ефекти да излезе такво нешто. И не да чукам во дрво, тоа е добро за сите. Значи бидејќи ако кај еден процури, сите ќе не тресат 10 пати, мислам, сега малце народски кажано, меѓутоа ќе се заоштри многу ситуацијата, така што сите се трудиме нели да не нели да биде таа дискреција стегната. Рековте дека имате потреба постојано од нови кадри, но кадри не добивате вие готови. Потребно вие обука до обука се работи во програми специјализирани за 3D анимација, тоа е претпоставува Маја. Маја и за композитинг, односно за склопување на таа слика во Нюк работиме, има и уште други меѓу софтвери како што е Silhouette за цртање на маски и Paint, односно доцртување на некои елементи и 3D Equalizer и Synthesize за камера Match Move, односно за синхронизација на живата камера со дигиталната. Така што, значи, готови кадри не добиваме. Едноставно, тоа се факти на живот, со тоа се помиривме уште од 2004 година. И тоа беше клучно прашање како ќе успееме да ги креираме. Уште од тогаш започнавме со тренинг на луѓе, на сите можни начини, отворивме соработки со сите што сакаат да соработуваат со нас. Тоа се случуваше во изминатите 3 години. Соработуваме и со Есра, соработуваме и со Финки, со Машински исто така имаме убава соработка. Значи отворени сме буквално со сите за што можно барем малце поспремни да доаѓаат луѓето од тие институции. Кога ги спомнавте Есра, Финки, тоа се факултетот, да, факултетот за аудиовизуална уметност е Есра приватен, државниот Финки е за информатички науки и компјутерски. Да ги прилагодат, значи дека имате потреба од кадри и да ги прилагодат наставните програми да луѓето пообучени излегуваат и така. Дали ја прифатија прво таа соработка и дали нашата соработка започна уште да речеме со електротехничкиот факултет, беше уште пред да се формира Финки и потоа при формирањето на Финки веќе беше многу поизразена и поспремни беа за соработка. Значи во изминатите 3 години стварно сме задоволни колку универзитетите се едно се приватни или државни се спремни за соработка. Така што едноставно соработуваме со сите кои што сакаат да кои што би сакале да соработуваат со нас. И тоа ни помага нас барем малку да бидат поприлагодени студентите од тие институции и поспремни за она што ги чека ако се заинтересирани да работат визуелни ефекти или анимација. Бидејќи на некој начин има вечерва и ова покрај разговоров и повик, претпоставам ќе имате доста контакти, бидејќи ќе работите на нови проекти. Да, ќе работите на нови проекти и рековте дека ви се потребни десетици нови
Па да, мислам, реално ние сме стално отворени за нови луѓе, заради тоа што во континуитет имаме таа среќа да се зголемува бројот на проектите на кои што работиме, се зголемува и обемот и нели и количината на работа која што работиме и во анимацијата и во визуелни ефекти и затоа и сме и нели секогаш ги повикуваме сите што се заинтересирани за оваа работа да се пријават, да ни пуштат имејл на work@fxtrix.com и од кај нас луѓе ќе ги прифатат нели нивните контакти и ќе бидат контактирани. Доста од сегашните луѓе, нели, од тие измеѓу тоаш минатиот пат кога бевме и сега, се буквално преку тој имејл нели дојдени и сме контактирале, сме виделе нивна работа или немале работа, па сме им дале некоја домашно, па одлично го направиле така натаму и сега се веќе вработени кај нас. Дали заинтересираните веднаш ги примате на работа или постои процес на обука, до обука? Што ви е потребно, кој не ви е потребен? Колкав е тој процес на евентуално вработување, чекање? Предпоставам дека треба еден тест период и да се помине и обука и што ја знам. Идеално би било некои што веќе знаат да се појават, меѓутоа многу ретко кај нас тоа. И ние сме свесни за тоа. Значи тие што ако стварно некој знае уште од одма, не е проблем веднаш да биде вработен. Што не ви е потребно? Како што не ни е? Па, например, сега не знам, еве, некој дете 15 годишно се возбуди и каже, имам желба, сакам. Нека се пријави, ние ќе му дадеме да си работи дома, нема работи комерцијално, ќе му дадеме домашни задачи, значи имаме двајца наши што се врвни артисти во моментот, што буквално беа малолетни и беа многу заинтересирани и им дававме задачи за дома. И се учеа и после кога дојдоа 18 години веднаш потпишавме со нив едноставно. Они веќе беа и кадар, значи се научија. Значи со тоа се учи. Оваа работа се учи нонстоп. Затоа и реков, значи не можеш како хоби да ја третираш. Или ќе знаеш и стално ќе следиш и што е најново и ќе те интересира што е најново. И после тежок работен ден ќе процурфаш вежета и овие вака го направиле, чекај. Да, ако не те влече и мимо задачата сам да чепкаш, подобро не се нафаќа. Ова е како свириње инструмент. Да. Значи реално е доста нели доста големи предизвици има пред секој што сака со ова да се занимава. И тоа од друга страна е големо задоволство нели кога ќе видиш своето дело на голем екран. Уште ова ме интересира. Дали располагате со туторијали? Дали при таа обука, еве, ако не работи веќе во компанијата, не е на пробен период, туку дома сам се обучува, дали има можност туторијали, како тоа да го развива, како... Да, значи имаме еден стандарден сет на туторијали кои што се, да ги речеме, почетнички, и кои што се на некој начин и прв филтер и за нас и за потенцијалните кандидати. Значи и они да видат дали се стварно заинтересирани за тоа, бидејќи едно е да го видиш филмот на телевизор и да видиш некој друг како работи на туторијал, друго е сам да почнеш да ги кликаш тие работи. И откако ги поминуваат тие најбазичните што ги имаме, добиваат дополнителни задачи. Значи ние нашите што се супервизори за визуални ефекти или за анимација, ги гледаат добрите и лошите страни и бираат, да речеме, на некој начин и специализација што би можело почетно да му биде на потенцијално ако веќе ги совладал првите туторијали и нели со оглед на тоа даваат и задачи кои што се дополнителни. Тој процес може да трае неколку месеци, мислам, не е еден ден, бидејќи самите задачи се тешки. Реално мислам дека 3 до 4 месеци е некој период кој што трае тоа пред да бидат способни да можат да работат. А некогаш и повеќе, значи зависи од самиот кандидат. Ние не ги откажуваме тие кандидати што се екстерни, да ги кажам, едноставно ако сакаат можат и година дена да се надградуваат додека да дојдат до тоа. Меѓутоа треба упорно да го работат. Претежно се млади луѓе. Како успевате да ги фокусирате, бидејќи млад човек генерално, знаеш, вака кога ќе ми кажеш работа која бара голема концентрација, седење пред компјутер, обично луѓе во години имаат поголем толеранција, поиздржливи се во тоа. Помлад човек е подинамичен. Што им правите? Им давате чај од валеријана? Не ги врзуваме за столче. Не, значи
Од друга страна, младите имаат страст и енергија кон тоа што го прават. И покрај тоа што се нестрпливи, тоа значи само дека ќе пробаат 7 пати, 7 различни пристапи, за да го постигнат тоа што треба. Значи, тоа се, нели, енергија наспротив искуство, да го кажеме, работи кои што се. Така што, да, мислам, доста млади луѓе имаме кај на своја екипата, секојаш има некој што е по 20 години, значи нема промаше више 15 години, обавезно имаме некој што е 20 години или нешто така, или 19 години возраста, а е работи кај нас, така што. Ова не е работа само за некои млади јуџини или The Big Bang Theory, нели, фрикови, туку... Не е само за некој, само едноставно, за луѓе кои што ги интересира ова. Значи, ние реално не ја бираме ние возраста и не бираме ние според, не знам, возраст, лик, не знам што. Значи, едноставно гледаме што може да направи. Заради тоа што многу едноставно, нели, нашиот модел на бизнис е, ако работениот не го направи тоа што му е задача, некој друг ќе треба, или ја ќе треба, или трет ќе треба, што значи ќе се успори, нема да помогне да се убрза работата. Колку луѓе ви требаат сега за следниве проекти? Колку имате проекти во најава дека ќе работите? Па сега не можам да ги изборувам конкретните бројки, нели, за проектите во најава, меѓутоа реално, значи, сега сме околу 120 луѓе, барем 30 не планираме до крај на годината да вработиме нови. Значи до 150. По искуство знаете дека 30 луѓе многу тешко се наоѓаат. Да, апсолутно. Мислам, свесни сме за тоа, меѓутоа реално кога бевме на минатата емисија бевме 60-тина и успеавме да се зголемиме до 100 во следните 5 месеци. Така. Значи тоа е реалното искуство и тие луѓе уште сите работат кај нас, мислам. Што влегува тогаш. Така што ниеден од нив не ме частеше Боза. Се шегувам. Баш ми е мило, баш ми е драго и уживам во оваа приказна што ја слушам. Бидејќи, знаете како, која се перцепира со оној нихилизам, нас не бива, ние не сме овак. Вие сте сосема спротивност на тој пример. И ја ви честитам, ги поканувам сите оние што се заинтересирани за работа, да испратат CV. Ако ми барате адреса, не сте за оваа работа. Ако не знаете со кого зборам и за што збориме, и ако ви треба линк ми барате, не се обидувајте. Ако ви е јасно кај да ќе го најдете мејлот и како се вика компанијата која 20 пати ја спомнавме во емисија, вие имате веќе предуслов дека имате некоја компјутерска култура за сето ова. Сигурно ќе има бројни понуди и се надевам дека ќе биде успешно, баш ќе ми биде драго, ќе го контактирам. А сега да се вратиме на оние работи, зошто сте вие баш вечерва, иако скоро бевте овдека во Сител телевизија, кога беше доделувањето на Оскарите, коментиравте со колешката и така натаму, сосема соодветно. Сега има уште поинтересна работа, а тоа е најновиот филмски хит Iron Man 3. Па вака ние на него посебно ни е драг Iron Man 3, бидејќи мислам дека до сега и најголем обем на работа, најмногу минутажа добиваме на еден блокбастер. Значи реално минатата есен започнавме да работиме на Iron Man 3, го работевме од септември до февруари, работевме на 10,5 минути. 6 месеци работевте за 10 минути 120 души. Не, таму работеше тимот 50 на луѓе од прилика. Не беа сите на тој, бидејќи имаше и други проекти кои што сега не може да ги избориме, кои што ќе дојдат наскоро. Значи, тие работеа толку време. Јасмин, дај бе од тој чајот, од тие печурките да му дајме. Мој ќе каже. Ќе кажеме и нешто што е ексклузивно. Гливе лударе. Значи, тоа е само еден дел, покрај тоа работиме и на исто на Iron Man 3. Првиот дел го работиме како дел од екипата на Scanline. Да добијат представа колку многу работа, има 6 месеци работа и тоа предпоставувам дека интензивно. Да, интензивно седење на компјутер, значи голема екипа работеше на тоа цело време. Работевме заедно со компанија од Лос Анџелес која што се вика Scanline и значи ни беше, тоа е веќе втора соработка.
на блокбастер, така што значи беше напорно, беше многу интересно, значи од овој филм обично секогаш кажам за филмовите дека не знам многу, меѓутоа бидејќи работевме на поголемо парче, ја гледав целата секвенца уште во привиз, така наречена фаза, кога не е снимено, туку има некаква едноставна анимација направено и се гледа монтажата, значи во Лос Анџелес, уште пред да ја добиеме секвенцата, така што бајќи бев воодушевен за филмот уште од тој момент, едва чекам утре да го гледам, целиот како ќе изгледа. Така што во овој филм бевме уклучени по еден основ, така понатаму од Марвел бевме препорачени да работиме и на дел од кинеската верзија од филмот, значи има посебна верзија, па за Кина ќе има дополнителни секвенции, што се работат. Дополнителни секвенции. Да. Затоа што приказната од трейлерот ја видов мандаринот е главниот. Да. Вакво што значи Iron Man ќе се бори против Кина, што не знам баш дека и многу по кеф ќе им биде. Па не знам, копродуценти се кинези со значи DMG Entertainment и Marvel се копродуценти на овој филм. Интересно Така што ќе биде. Интересно ќе биде. Мислам дека зошто кинеската верзија е поинаква ќе биде? Па мислам колку што подолга разбрав ќе од биде или ќе биде малце подолга и да дадат вовед за самиот суперхерој малце поголем да има околу нели супервилан, како се вика непријателот на Iron Man и околу Слободно фразите користи ги. Ич нека не ја гледаат емисија ако мораме све да преведеме. Значи нешто како малце подолг ќе биде вовед за таму. Така да тоа е дополнителна работа ви се отвори сега работите? Да, сега баш работиме и таа, така што онака супер е. Чекај, значи нема да биде светската премиера и во Кина? Во Кина? Светската премиера ја третираат американската, таа е во САД, во Кина и во Русија на 3 мај. На 3 Само на тие три територии. Па кога ќе стигнете да им ја испратите за 3 мај? Па испратени се веќе повеќе. А испративте веќе? Да. Завршивте ја работата? Па повеќето има уште некои ситници, така што. Мислам, ние си испорачуваме се на време, така што немаме проблем ние со тоа. Не се сомнев. Значи не смееме да се случи ние да. Добро, благодарејќи на дигиталната технологија, оптички врски, сега веќе нема праќање хард диско и на CD-а. Се сеќавам првите кои ми кажуваше која добиваше на DVD-а. Не, ние го праќавме ветичарот буквално на DVD-а спржени и бидејќи нели се расипува многу често, па по 3 копии од секој, а самиот материјал беше на 10, така да сега сосема многу по елегантно се сосема средено, сосема друго, значи со оваа интернет конекција. Сега има една друга работа. Емитувањето прво, нели, премиерата е на 3 мај, светска. Да. А кај нас утре не е 3 мај, ако не се лажам. Па вака, значи, бидејќи е таков голем хит, односно предвидува дека ќе биде и по сите досегашни коментари и најави, веројатно ќе биде, решија да направат една глобална премиера, кај што, и тоа фазна, кај што овие што им се сигурни пазари, како што се Кина и САД, веројатно и Русија им е сигурен, ќе бидат последни. И решија така да ја зголемат и гледаноста, бидејќи ова ќе биде само зголемување на некој начин на возбудата и базата по самиот. Значи, утре вечер идам у кино, после кино ќе доцнам за емисија, прво седнувам на форуми и почнувам со спойлер алерт. И почнувам да им се ситам на другариве што ми се у Њу Йорк, Лондон и така. Да го прераскажам цело. Не го гледав тебе филмот, де. Така да, тоа е супер, мислам, убаво е што Cineplex стварно влезе во целото ова. И ние сме благодарни што нели веќе се држи таа традиција стварно да има на време премиери со и па дури и дури пред американската премиера. Така. Одлично. Не знам што да кажам, освен пофалби, честитки, до екипирање, пример за работење. Ја буквално велам, начинот на кој работите и како пристапувате е гарантиран за успех. Едноставно, она што го правите и што ве следам, не може да не успее. Без оглед
Дали се филмски ефекти, дали е гаење печурки, дали е правење чоколади и така натаму. Не чекавте од никого, не добивте од никого. Се што направивте, направивте сами во Македонија и покажавте дека може. Нити сте од небо паднати, нити ви даде некој, сето тоа сами успеавте да го направите. Тоа е таа приказна што сакам да им ја кажам на луѓето, што они мислат дека или државата треба да им го создаде тоа, или нешто да им даде, или Европа да им даде, или некој да им даде. Вие сте жив доказ дека човек може со својата креативност и во бизнис. Мислам дека во Македонија има добри услови за луѓе што имаат некоја иновативна идеја да пробаат сами да ја реализираат. Реално го мислиш тоа? Реално да, затоа што ние сме на некој начин секогаш на светски пазар има големи притисоци, значи Кина се поевтини од нас, Индија се поевтини од нас. Некојаш субвенции ќе даде држава у Канада, дава некојаш се изедначуваат канаѓани со наша цена. И така натаму. Така што предноста на Македонија е што сепак трошоците на работа во Македонија ви се помали. И не зборам тука за лон систем или оние што се негативни примери во Македонија, зборам за позитивните примери, дека реално сепак трошоците на работа се тука многу помали и може да се издржи. Онаа што е конективити, односно, нели, сега сме многу солидно поврзани со светот и сите што се работи базирани на информатичка технологија можат многу лесно да се работат од тука и да се искористи тој бенефит на тие помали трошоци на работење. Така што јас би сакал да има што е можно повеќе компании кои што ќе бидат успешни во Македонија. Не е лесно, ни случајно. Многу се вложува, многу се ризикува, ама тоа е бизнес, мислам. Што можеш да изгубиш пари? Кристијан, ме интересира. Што мислиш? Дали би можело уште една ваква компанија да се појави во Македонија? Дали таа би ве угушила? Гледам се утепувате од работа. Нон-стоп имате екипирање. Значи, реално, сигурно дека би имало импакт на колку луѓе можеш да земеш од самиот пазар на работна сила. Меѓутоа и тоа е прашање. Значи, генерално, нашиот пазар не е тука локално да нека таква компанија би ни била конкуренција тука. Конкуренцијата е глобална. Конкуренцијата е глобална, значи јас ако се секирам само за од Македонија конкуренцијата, многу брзо ќе пропаднам. Значи мора да се секираш за целиот свет, за сите страни луѓето што. Како е во соседниве земји? Грција, Бугарија, Србија? Грција практично и да на некој начин не постои на мапата за визуални ефекти. Во Бугарија постои бидејќи No Image што продуцираше доста долго време бе продукција, нели Стивен Сигал. Да, доста филми снимаа таму. Најпосле влегоа да го кажеме некаде во полупрва лига со Expendables и они имаат свое студио што е во Софија. Мистер Крис, значи вие имате и перфект тајминг. Не е ова, значи вие имате и добар тајминг како компанија. Кога се позиционирате, кога се појавувате и така натаму, и тоа во момент во околина која каде што и нема други велите на мапата, ги нема. Добро, значи има луѓе во Србија кои што работат, меѓутоа се помала група, значи ние сме единствени што сме на тоа ниво организирани. Мислам дека во Бугарија има една Worldwide Effects што нешто би требало да е на слично ниво, не сум бил, треба да се посетиме веројатно. И следното е во Унгарија, компанија и во Чешката република. Значи со кои работите на истородни проекти, претпоставувам тоа. Повеќе сме конкуренција со тие од Чешка него што работиме на исти проекти. Меѓутоа тоа е реално, мислам, конкуренција многу релативен термин кога работите на глобален пазар. Значи реално често се случува да соработуваме со компании од цел. Кај се главните компании за визуелни ефекти освен во Соединетите држави? Значи освен во Лос Анџелес кај што требаше да бидат и во Сан Франциско, малку се изречија таму. Значи има голем во моментот хаб за визуални ефекти во Ванкувер во Канада, заради државните субвенции таму. Има во Лондон, кој што беше и автохтон, меѓутоа и таму има солидни државни субвенции сега. И нормално Велингтон, Нов Зеланд, заради нели Питер Джексон студиото Veta Digital, кој што бе врвно студио. Мислам дека тие Industrial Light and Magic се најголемите точка без исклучок. И нормално Сингапур има Industrial Light and Magic отворена и таму компанија.
Ја уште еднаш честитки од мене, се гледаме на премиерата на филмот или некој од наредните денови, како и да е, од утре вечер е премиерата на Iron Man, филм за кој... Ја мислам супер филм дека ќе биде и препорачувам да го гледате. Колку пари изарчија за филмов? Па има различни се податоци, така да најубаво нека си проверат сите, не има да бъде, пошто ја не смеам да зборам за тоа. 250 милиона фигурираат така. Изгледа. Изгледа. Океј, ти благодарам за гостувањето. Ние ќе се видиме, се надевам, во некоја друга прилика. Уште еднаш честитки и ви посакувам многу успех, ама најискрен успех и се надевам дека се повеќе ќе бидете ангажирани за македонски филмови, за еден веќе бевте ангажирани. За два сме сега. Одлично, одлично. Баш ми е мило. А, драги мои, пред да идеме со првиот блок реклами, ќе одиме и со трейлерот Iron Man 3, чија светска премиера е утре во Скопје.